Македонската нишка во гените на семејството Гагар посредно се огледа и во одржувањето на тесни врски со политичкото раководство каде и да се наоѓа, успевајки да ја сврти водата секогаш кон својата воденица. En önemlisi bölgemizdeki yaşayan insanlar, daha doğrusu buranın yerlisi diyelim. Tabii ülkenin çeşitli yerlerinden gelmiş insanlar da var burada yerli olarak. Cana yakın ve misafirperverdirler. En önemlisi ben de göçmenim. O bakımdan dışarıdan gelen misafirlere, özellikle Balkanlardan gelenlere daha yakınız. Стопанисувањето на македонците е организирано по еснавски здруженија, што ги обединува еден вид адвокатска канцеларија, кој ги врши сите административни работи за своите членови и на чие отварање присуствувал и премиерот на Република Турција. Прв човек на канцеларијата е Рашад Генштур, со поттекло од Нови Пазар, кој 2 години пред доселувањето живее во Прилеп. Код нас има 2600 еснав санатија што се одописани. Ми сме овде еснав и санатија каршик. Има кафана, има текстил, има кундураджија, има бербер. Сваки еснав санатија овде уписани су. Тоа е со законом, дало нам посебни закон, имамо еснав санатија закон. Ко отвори едну радњу, мора да се оде упише. Ако се не упише овде, не може општено посол да заврши у банку, чек да узме, рачун да отвори и да узме дозволу и да диплому за таа посол. Еснав и санатија кои го имају проблем или неки посол, код нас доđu, ни у Анкара да доју, ни у Измир, ни у Стамбул, се документи и ми правимо. За тајната на успехот Генштур со посебна формула. Треба да радите. Ради све. Овде ми пуно радимо, како ради у фабрику народ 8 сата, 6 сата, не, ми радимо 16 сата на ден. Рашат и неговите еснавски здруженија се расположени за блиски контакти и соработка со нашите стопанственици. Још немам контакт, али би мило нам било да имамо контакти со оваке и фирме, и еснав санатија, да продајемо, да купујемо. И пуно пут смо иште долазела, још како треба, ние ништа пошто. И sa Makedonijom, sa Turskom, manje se radi. Treba još više da se viđamo, da idemo, da dolazimo. Од делчевското село Габер потекнува и Мевлют Епсевер, кој многу јасно и разговорливо ја започнува својата животна сторија. Мајчин јазик ми е македонски. Само 1958 година се иселивме и дојдовме за Турција. Прв пат тука близо до Измир, околу 200 км има едно градче, Салили се вика. И тука една година, две фамилиарно бевме. И стањето не беше многу лошо, што турски не знаеме опште. И од таму кога дојдовме со колични пари или со такви работи, опште немаме ништо. Беме многу слаби. А ние од Македонија, тие што сме се иселили тука во Измир, не за нас само работа требаше. И треба да работиме, да печалиме и да си средиме животот. И тука сите се средиме. После се по фабриките, од 16 години, што на пани, било женско, било машко, било и други. Почнаваме сите на работа по фабрики, таму, вамо. Фамилијата ни беше 16 члена. Значи ли тоа дека вие во Турција, фактички македонците извршивте револуција во запослувањето на женската работна сила? Да. За работа, да, тоа е тачно. Било за работа, било и учење во школа. Тука во Анадолијата толку баш на школа не се испрашта женските деца и жените беа по-прости. Тие се прости, само домашни работи работат, друго ништо. Епсевер веќе 5 мандати е пратеник во собранието на општина Борнова,
односно 25 години, 24 часа на ден, професионално е во служба на својот електорат. Ние од Македонија што сме иселени, и ние сме такви луѓе, таква сме култура сигурно примали, дека со државна, со такви некои проблеми не се. Немаме проблеми. Проблем, најголем проблем е изградбата, што е, куќи правиме, и тоа треба по план, по се да се среди законски. Тука некои малку грешки има. Македонскиот домаќин лук е она со што овие луѓе посебно се гордеат, а специфични се и нивните размислувања во однос на идните планови и нерескинливата врска со родината. Од нас, од Македонија, што се дојдени сијатите македонци, од македонски турчин, евдеја сите куќи, евдеја не уборно сите куќи имаат. Евдеја што живеат тие човеки ми кажат, како све народ идете од Македонија, мене евдеја куќи правите, 1, 2, 3, 4 кати има. Евдеја од македонски човек кој што е дојден од Македонија, ако нема куќа, тие ви кажат не си македонец, не, нашите македонски, од Македонија што многу убаво работат. Треба се напред да одиме, поки сме ние од Македонија. Македонија човек, он е работник. Тукашните не се гледат, поти ние сме од европска дел. Тука дошли и културата тука донесеме. Македонија, ние тука уопште Македонија не ја забораваме. Било дошел, било не дошел, некој може да дојде, некој не може да дојде. Секој пат е Македонија, ние у срцето за Македонија секој пат најдобро мислиме. У Македонија нешто кога се случи и ние тука жалиме. Јас сум македонец роден, Македонија ќе бидам. Македонија никој пат не забораваме. Македонија како душа. Сакам, да сам таму пораснав. Школа сум учил таму. Македонија како срце го сакам. За религиозните потреби во така нареченото македонско маало изградени се повеќе верски објекти, од кои со својата посебна убавина предначи Дебарската џамија. Освен за молитва, просториите се наменети и за часови по веронаука. Пишти гарнетка, тапан удира, се вие македонско оро. Тоа е сликата во Измир во вечерните часови. Поради многобројноста на македонските иселеници, свадби се прават секој ден во недела. Овде сме во домот на невестата, која по најстарите македонски обичаи се разделува од другарките, од татковата и куќа, од мајка си. И така, едно по едно, дојдовме и до крајот на оваа разгледница. Многу нешта останаа незапишани, недоречени. Но таа задача ви ја оставам вам, драги пријатели. Да отидите на визита кај своите браќа македонци во Турција и самите да ги доживеете благодетите на гостопримството.